Апартмани, соби и вили што се изнајмуваат преку интернет платформи под лупа на институциите. Охрид бара фер конкуренција во туризмот, а УЈАП најавува засилена соработка со локалната самоуправа и туристичкиот сектор за да се пријавува секој остварен доход и да се плаќа данок. Од општина Охрид вела дека целта е да се стави ред и во онлайн изнајмувањето, каде што, како што посочуваат, мора да важат истите правила за сите. Она што е најважно е да се обезбеди фер туризам, лојална конкуренција, да ги отстраниме сите нелегални станоиздавачи, да се регулира плаќањето на доходот на сите оние кои закупуваат простор. Дали се тоа станови, апартмани, вили, соби, вклучувајќи ги и оние кои издаваат преку интернет операторите простор во нашиот град. Особено е значајно да постои координирана и континуирана соработка помеѓу институциите. Обврските не се однесуваат само на оние кои континуирано изнајмуваат сместување, туку и за граѓаните кои капацитетите ги издаваат повремено, дури и само неколку дена во месецот. Без разлика дали гостите се домашни или странски, дали плаќаат во готово, преку сметка или пак резервацијата е направена преку Airbnb, Booking и други интернет платформи и социјални мрежи. И исто така тука спаѓаат и сезонските работници и малите продавачи кои вршат дејност од времен карактер. Сите заедно да придонесеме да создадеме фер, еднакви услови за сите, да ја поттикнеме фер конкуренцијата и да ја сузбиеме сивата економија. Нашата Македонија има голем потенцијал, сите заедно треба да придонесеме, да вложуваме за развој на туризмот и заедно да учествуваме да ја движиме локалната економија напред. Данок треба да платат и сите што изнајмуваат опрема за рекреација, кајчиња, педалинки, субдаски, кануа и кајаци, но и продажбата на ракотворби, сувенири, накит и уметнички предмети. Инаку во Охрид официјално се регистрирани околу 3000 станоиздавачи, но колкав е бројот на оние кои издаваат, а не се регистрирани, засега нема точна бројка. Од УЈАП вела дека податоците ќе бидат анализирани по завршувањето на туристичката сезона. За непочитување на дадончите обврски се предвидени и парични казни, кои во зависност од прекршокот се движат од 50 до 250 евра.